Многобројните степски животни се номади. На своите далечени прошетки се појавуваат секогаш каде ретките дождови овозможуваат растење на свежата трева. Тие животни мораат да се подпираат на брзината и издржливоста на своите нозе. Во таа насока и птиците и цицачите добиле лични својства. Тие грчат како и нашите гркачи по долгите патеки, во специјални чевли. Во споредување со нив, ние луѓето одиме многу невнимателно со газење на целото стапало. Детските списанија и весници се еден од факторите чиешто место во воспитно-образовниот процес не е беззначајно и за подценување. Колку тие одговараат и ја остваруваат својата функција, се прашања на кои што ќе побараме одговор во ова наша емисија. Наш прв соговорник е литературниот критичар Миодраг Друговац. Вие на планот на детската литература сте осведочени со неколку обемни книги за неа, студии, рецензии. Речете ни конкретно вашите судови, вашите ставови за барометарот на детската литература, списанијата. Познато е какви се проблеми од креативна и теориска природа со години, да не речам со децении, стојат во македонската литература за деца. Дури во последно време почнавме посистематски со обмислени критички и книжено-историски цели да навлегуваме и во ова општествено толку значајна творечка област. Судејќи испоред моите истражувања, за кои ми се чини доста реков во книгата Македонските писатели за деца, несомнено е точно дека нема место за тревога, а напротив, со задоволство може да се констатира дека во еволутивниот лак на ова литература од првите творби кон крајот на војната, па се до денес, постојано се евидентира еден стремеж кон естетска нагорнина и жанровско збогатување. Ние веќе деценија и повеќе имаме писатели, чии поетски и прозни книги за деца, со своја тематска оригиналност и свежина на изразот, се барани и надвор од Македонија, а некои од нив и надвор од Југославија. Сигурно е, во тоа ниеден момент не треба да се посомневаме, дека во таа брза, скоковита афирмација на македонската литература за деца, во нејзиното еманципирање во контекстот на македонската национална литература воопшто, голема улога одиграа и македонските детски списанија и весници, кои не само во принцип, абстрактно, во јавноста и пред се кај консументите на ова литература, стекна углед и статус токму на тој барометар за кој зборувате и вие во поставеното прашање. Цела една студија, би рекол дури и цела една дисертација, би можела да се состави само од елементи на таа литературна креација, што ни е презентирана на страниците од овие гласила, елементи со аспектуално широки простори на осознавањата на детскиот свет, на естетското и педагошкото, на воспитното и уметнички поттикнувачкото и така натаму, во креативната резултанта на тој свет, кој им е близок на децата, но и кој не им е многу далечен ни на возрастните читатели. Јас внимателно ги прилистував и со големо интересирање ги консултирав тие гласила, почнувајќи од првиот македонски детски весник Пионери, па се до најновите наши детски гласила, ги консултирав и кога работев врз книгата Македонските писатели за деца, се разбира. А сега, за овој наш разговор, се обидов пак да проникнам во суштинското, како уметничка креација и уредувачки чин на списанијата Другарче, Развигор и Наш свет, барем што се однесува до бројовите што се објавени во текот на овие последни 4, 5 или 6 месеци. Не е лесно да се уредуваат списанијата и од еден ваков вид. Не е лесно да толку повеќе што и тие списанија се соочуваат со проблеми од материјална и кадровска природа, што не секогаш се има разбирање дури и за нивната улога во нашето социјалистичко самоуправно општество. Јас сум редовна читателка на училишните весници Наш свет и Мале новине, кои доста се интересни, но сепак најинтересно списание ми е Политикин забавник, кој има доста читатели и
во страниците, во неговите страници има доста интересни работи кои и мене и не само мене, туку и многу други ги интересираат за тоа и би препорачала да и наш свет има такви интересни има такви занимливости кои би ги интересирало сите читатели и тогаш секако би имало и многу претплатници на наш свет. Тоа општество од своја страна секако вложува максимални напори да се надминат некои парадоксални состојби, да се санират некои невралгични точки во системот на литературното и воспитно образовното дејствување. Воопшто не се сомневам дека општеството преку своји самоуправни тела и фактори е во состојба да го реши проблемот на финансирањето на овие гласила. Толку за тоа. Но ми се чини дека многу често овој проблем го предимензионираме за сметка на оној проблем што е проблем на нас самите како уредници на тие списанија. Судејќи според броевите нови списанија што ги имам предвид во овој момент, јас без друго нема да бидам далеку од вистината ако констатирам дека сите тие имат одреден профил, дека сите тие вршат одредена и тоа секако многу корисна улога како во македонската детска литература, така и на многу поширок план, на оној план за кој велиме дека ќе измирува крајностите на естетски убавото и воспитно корисното како општествено корисно. Во глобал земено тоа е така. Но сепак ако подетално, што ќе рече поаналитички, се задржиме на феноменот на творењето и на феноменот на објавувањето, тогаш ќе утврдиме и некои нешта кои се навистина загрижувачки. Прво, имам впечаток дека сите овие три списанија се уредуват по инерција, според едно бајато клише, без инвенција. Мене ми е позната кадровската состојба на тие списанија, па може би затоа сум принуден да бидам донекаде и воздржан во една попрецизна диагностика на креативната, а со тоа и на уредувачката состојба на овие списанија. Тие списанија се малку современи и премногу едностранчиви во однос на рубрики, теми и изразни средства. Тие се едностранчиви и во однос на оној авторски потенцијал со кој располага македонската детска литература. Со други зборови, тоа се списанија на неколку автори. Ако треба да судиме каква ни е детската литература, само според она што е објавено на страниците од Другарче или Развигор, според она колку автори ги полнат тие списанија од број во број, тогаш нашиот заклучок ќе биде повеќе од што загрижувачки. За значењето на детските списанија и весници во воспитно-образовниот процес побаравме одговор од најкомпетентното место, од Републичката заедница за унапредување на образованието и воспитувањето. Детските весници и списанија на интересен и занимљив начин ги информираат учениците за разни собитија и настани од животот и на тој начин придонесуваат за проширувањето и продолжувањето на знањата што тие ги добиваат во училиштето. Тие како средства за масово информирање во голема мера придонесуваат учениците да се информираат за разни настани. На тој начин тие учениците и децата под влијание на весниците и списанијата за деца ги менуваат своите сваќања, своите погледи и своето мислење. Весниците и списанијата за деца заради својата голема сила и голема моќ на влијание на децата ги наречуваат прозорец кон светот. Работам како наставник по македонски јазик со 6-тите оделенија во нашето училиште и претплатници сме на детското списание Наш свет. Децата го сакаат овој весник и голем број од оделението се претплатници. Меѓутоа, за користењето на весникот би рекла дека на нашите часови не го искористуваме во онаа мера во која би требал весникот, бидејќи тој е сепак весник за нашите ученици. Причините се следните.
На страниците од Наш свет не во доволна мера ги сретнуваме сите оние теми кои би требало да бидат блиски на нашите деца и да им користат, поготово на часовите по македонски јазик. Например, би спомнала за темите од НОБ, поготово во оваа година кога прославуваме 30 години од победата над фашизмот. Исто така сметам дека весникот треба да биде поблиску отворен до учениците, до неговите претплатници, да може да дојдат до израз во тој весник и тие самите како творци, а и да го користат весникот. Речете ни, дали и колку детските списанија и весници се присутни во училиштата? Списанијата и весните за деца се присутни во голема мера во нашите училишта. Кај нас, во нашава република, излегуваат две списанија за деца. Тоа се Другарче и Развигор. Другарче во тираж од 27.000 примероци, а Развигор во 30.000 примероци. И неделниот забавник Наш свет. Меѓутоа, нивната присутност во нашиве училишта, можеме да речеме дека е задоволува присутноста само на Другарче со оглед на тиражот него и на бројот на учениците кои изнесува околу 38.000. Меѓутоа, присутноста на другиве списанија, на другото списание, Развигор, па и на неделниот забавник Наш свет, според мене не задоволува со оглед на бројот на учениците кои изнесува над 230.000. Централното основно училиште Кузман Шапкарев од населба Драчево е развиена осмолетка со повеќе стотиниц ученика, односно над 1000 ученици од прво до 8 одделение, со забавиште и дневен престој. Како нова осмолетка во училиштево, таа го привлекува вниманието и учениците од прво до 8 одделение претплатници се на повеќе списанија од детска радост. Имено и Другарче, и Развигор, и Наш свет се редовни гости меѓу учениците во нашето училиште. Несомнен е фактот дека весниците за деца и списанијата за деца играат мощна и важна улога во информирањето, во збогатувањето на нивните знаења и воопшто го побудуваат интересот кај овие млади читатели. Сообразно на овој податок сметам дека и весниците за деца, а пред се Наш свет, чии консументи се учениците од вишите одделенија, треба да го задоволуваат нивниот интерес во поголема мера, за да можат да одговорат на намената. Имено, на овој детски неделник треба да му се обрни поголемо внимание на неговата содржина, на разновидноста на темите што ги опфаќа, а пред се да ја игра информативната улога кај учениците. Страниците што се предвидени за творби од учениците треба да се прошират со творби не само од полето на литературата, туку со други творби, како од ликовни творби, така и други занимливости, пред се крстозборки, плетенки, криенки, што впрочем се секогаш во центарот на интересирањето на учениците. Исто така, весникот Наш свет треба да има информативна улога пред се. Тоа значи учениците со своји информации, вести, како и пригодни белешки, цртички или пак репортажички, да го опфаќаат животот од средината каде што работи училиштето или од поширокото подрачје, со што ќе се негуваат и новинарските форми, вест, информација, репортажа, белешка и слично. А ова го велам затоа што на подрачјето на Скопје, а и ширум Македонија, живеат и работат новинарски секции скоро во сите училишта, кои ќе најдат адекватна примена на она што теориски го работат во училиштата на страниците од Наш свет. Исто така, ради училишните емисии сметам дека треба да се обелоденуваат не само преку етерот на Радио Скопје, туку и на страниците од овој детски неделник, со што ќе станат и трајна вредност на учениците. Според тоа, и со оваа разновидност, што би ја офатил Наш свет и другите весници на детска радост, би привлекле поголем број читатели, би станале попопуларни и би биле гости чести во домовите на учениците, во училиштата. А ако го дозволува тоа и програмата, за жал сега незината оптовареност не го дозволува тоа,
и поголем дел од часовите да им бидат посветувани на овие детски весници и списанија. Đorđe Arsovski jedan od onije retki literaturni kritičari čije što vнимание je svrteno kon problemite na detskata literatura. Вие досега повеќе пати сте пишувале и говореле за естетско-уметничките вредности на детските списанија. За нашата емисија синтетизирајте дел од нив. Вам ви е познато дека јас литературата за деца, ако таа колку годе постигнува надпросечни вредности во своите остварувања, не ја делам на литература за возрастни или литература за деца. Исто такво однесување имам и кон содржината на списанијата за деца, кои што последниве 6-7 години навистина ангажирано го следам. По неколку поводи веќе си имам искажано пишано или на усмен начин на средби посветени на литературата и списанијата за деца, па имам едно оформено мислење кое што и сега би можело да најде место во овој наш разговор да го презентира. Списанијата за деца, колку што јас знам, во првата деценија по ослободувањето, представува во исто време и литература за децата во основните училишта. Ангажманот на уредниците и писателите од првата генерација на писатели кај нас по ослободувањето може своите дела да ги презентираат низ тие списанија и тие во исто време беа премостување од писателот до читателот и за делата кои што требаше да следуваат како први изданија во нашата република. Последниве години забележувам дека списанијата за деца не вода сметка за една ваква состојба и чинам дека еден дел од уредниците според своите креативни можности кон оформувањето на списанијата одат по две линии. Едната е да се бара од соработниците по пат на порачка. Дали тоа ќе биде врзано за некакви празници кои што ние ги славиме, или пак затоа што би требало да се надополна страниците од списанијата, па соработниците најчесто се или недоволно афирмирани писатели, или пак афирмираните писатели на тој начин не можат во списанијата да соработуваат. Од друга страна е и појавата дека во списанијата е пред се присутна дидактичноста, ненадрасниот реализам во нив, па од тука тие не во најсуштествена мерка и мерење на нештата присутни кај нас не ги следат современите текови и во нашата југословенска и во светската литература за деца. Исто јас работам во училиште како наставник по македонски јазик. Примаме повеќе детски списанија, но едно од најомилените тоа е нашиот свет кај учениците. Има претплатници многу, има дури цели оделенија, но имаме сосема малку време да ги користиме весниците на часовите. Јас како наставник водам 8 оделение и чувствувам потреба да има нешто повеќе, например во врска со темите од народно-ослободителната борба, теми со образовен карактер, исто така да бидат застапени конкурси, што подолго ќе траат, како би учениците се спремале поубаво. И воопшто значи за содржинската страна вестникот да биде малку по-збогатен. Вие сте новинар во вестникот Просветен работник. Речете ни кои се вашите заклучоци, секако и ваши и на редакцијата, преку која и остварувате најнепосредни контакти со просветни работници од целата наша република.
Моето искажување би го започнал со еден мощно интересен пример од едно училиште во Америка. Не така одамна имав прилика да прочитам дека децата училишниот ден го започнуваат со читање на локалниот весник, од кој што најпрво ги читаат дневните вести, потоа стрипот, за потоа да поминат на вестите од финансиски карактер и на крајот спортот. Во овие рамки и ваквите постигнувања на споменатиот пример покажуваат дека тие деца во тоа училиште неколку години наназад постигнуваат забележително поголеми резултати од просечните ученици во сите други училишта на споменатата земја. Тоа значи дека оваа дидактичка новина не само што е интересна, туку дава можности и за прашањето колку кај нас се користат списанијата во наставата, колку тие се реализираат низ наставата и што треба во иднина да се направи. Примерот покажа дека децата најубаво и најмногу знаат од она што го чини нашиот живот, наспроти постојните учебници кои што не се во можност да го следат севкупната новина, што за 4 години колку што се издаваат може да биде постигната. На оваа релација списанијата што излегуваат во нашата република, навистина во голем дел го остваруваат ова правило и резултатите што како емпирика ги имаме од согледувањето на Советот за грижи и воспитување на СР Македонија, зборува дека тие навистина се користат по одредени предмети и онаму каде што има такви услови. Меѓутоа, не до крај се искористени сите можности, пред се заради тоа што во нашите списанија и премногу е присутна литературата и граматиката, а многу помалку има текстови од сите оние други предмети што го чинат интегрално нашиот образовен систем. Тоа значи дека нивното отварање би требало да оди на тој план и нивното користење се разбира дека ќе биде секако далеку уште поголемо отколку што е сега. Во таа смисла мислам дека не сета вина лежи во редакцијата. Напротив, детска радост во сите изминати 30 години и кога списанијата служеа како учебници направи многу, особено таа се наоѓа сега пред еден нов чекор, со докомплетирање на редакцијата со бројни стручњаци кои што на ова прашање интегрално ќе му одговорат. Еден таков пример имавме со списанието Полетарац што почна да излегува во Белград, меѓутоа заради недоволната материјално-финансиска положба тоа престана. Ние треба исцело да дадиме поддршка на детска радост со тоа што, екипирајќи се редакцијата со бројни стручњаци, како педагози, психолози и други профили, ќе може да одговори на сите нараснати потреби и барања на современото дете. Јас сум редовна читателка на Наш свет повеќе години. Не само на Наш свет, јас читам и многу други списанија, како Развигорче, Мале новине, Политикин забавник и многу други. За Наш свет можам да речам дека страниците се добри, има повеќе литературни творби, но мислам дека би требало да има литературни творби од ученици, ликовни творби, разни занимливости, крстозборки, скривалки и многу други занимливости исто така од ученици. Нашата емисија ќе ја завршиме со искажувањето на директорот на Детска радост Борис Благоевски. Вие ги чувте размислувањата и искажувањата, судовите за детските весници и списанија што ги издава Детска радост. Кој е вашиот коментар на тоа? Ги ценам искажувањата на сите претходни учесници во овој разговор и многу од работите што беа изнесени стојат. Меѓутоа, јас би сакал уште малце да ја потенцирам таа
образовно-воспитна улога на списанијата во процесот на наставата во училиштата. Ние во нашиве редакции мислиме дека таа улога и таа цел ни е примарна во нашата работа. И се гледа од интересот на децата, на учениците, за нашите списанија, дека таа цел и улога со успех се одвива преку нашите списанија. Јас уште еден факт ќе доврзам на овој интерес, да го оправдаме тој интерес. Детските списанија постигнаа тиражи кои процентуално спрема бројот на населението не се на пониско ниво од списанијата во другите републики на другите јазични подрачја. Еден наш свет излегува во над 40.000 тираж. Развигор околу 35.000 тираж од број. Другарче околу 30. Тоа значи дека секое списание влегува во дом во нашето општество, во село или во град. И тоа списание не го чита само детето на кое му е наменето, да речеме другарче за прво оделение, Развигор второ, трето, четврто, Наш свет 5, 6, 7, 8, туку го читат и братчињата, сестричињата, родителите, па дедовците, бабите и така натаму. Тоа значи дека улогата уште поочигледно се спроведува, се извршува во основната намена на овие детски списанија. Кај тркачите од животинскиот свет допираат на земјата се чувствуваат само со врвовите на прстите. Ноктите на нивните нозе се претворени во тврди копита, а бројот на прстите е сведен на 1 или 2. Предците на нашите коњи имале, например, 5 прсти на нозете. Кога преминале во степите, прилагодувајќи се на новиот живот на нозете, им останал само третиот прст, кој од прилика одговара на нашиот среден.